Изборите минаа, сега ќе може да се слушне вистината на Боки 13 за највисокото раководство на СДСМ, откако статот на судењето за случајот Меѓународен сојуз од први беше одложено за 21 јули. Јовановски уште тројца обвинети на 6 дена по изборите повторно ќе седнат во судските клупи. Во јавноста постојат сомнежи дека судот намерно го темпираше одложувањето за поизборите. Пред се откако Бојан Јовановски во судница кажа рекетираните пари во Македонија да се бараат кај браќата Заеви. Јас овој ден ќе го прогласам као ден на политичката кампања во Македонија, донесовте политичка пресуда. Значи, подносно пресудата можете да спорувате... Парите рекетирани во оваа Македонија барете и кај Зоран и Вице Заеви, не кај Бојан Јовановски. По пресудата од 9 години затвор, Боки 13 најави почна да поднесува кривични пријави против највисоки функционери од власта, членови на нивните семејства, како и бизнисмени. Во медиумите се појави имиња на предложени сведоци од страна на Јовановски. Меѓу нив, неколкумина од семејството Заеви, техничкиот премиер Оливер Спасовски, Александар Кирацовски, Мила Царовска, Сања Лукаревска, Горан Сугаревски, Петре Шилегов и многу други. Никој од нив се уште не бил повикан да сведочи во предистрагата. Адвокатот на Јовановски, Сашко Дуковски, за Алфа вели прво неговиот клиент ќе даде исказ за сите кривични пријави, па потоа ќе бидат повикувани сведоци. Се договоривме со обвинителот прво да се комплетираат сите пријави, па потоа да се започне содействија на јавното обвинителство. Нема викнати сведоци во предистрага. Боки 13 најави дека во текот на судењето за Меѓународен сојуз ќе открие детали за криминали исторени од највисоките функционери од СДСМ во текот на кампањата за предвремените парламентарни избори, но и во судница за време на судењето за рекет беше откриено дека Јовановски имал честа комуникација со највисоки владени функционери, нешто што тие сакаа да го сокријат. Во домот на Бојан Јовановски дојдоа Радмила Шекеринска и Катица Јанева. Посетата беше куса и тие брзо си замина. Кај него дома сум ги видела и Кирацовски и Стефан Богоев. Во друга прилика беа дојдени и Орце Камчев заедно со Зоран Милевски Кичеец и уште едно лице. Судот го одби барањето на обвинетата Фросина Ременски за изземање на обвинителката Вилма Русковска. Обвинети во овој случај се таткото на Боки 13 Миле Јовановски, Јасна Ерцеговиќ Мандиќ и Христина Блажевска.